Како што најавив мој гостин, градоначалникот на Куманово, а од вчера и лидер на движењето Знам, Максим Димитриевски. Добро вечер и добре дојдовте во тема на денот. Добро вечер и на вас, поздрав до вашите гледачи на Сител телевизија. Првиот иницијатор за формирање на политички субјектот ќе одлучи кој ќе биде лидерот. Така, добро, докаде сте со таа процедура? Како ќе тече сега? Вчера промовиравте движење, ќе собирате потписи, потоа ќе го формирате субјектот. Колку очекувате сето тоа да трае? Вчера ја подпишавме иницијативата, денеска отпочнавме со прибирање на потписи, некаде за 4 часа. Јас се подпишав како и илјадите иницијатор. Мислам дека бројката е веќе обезбедена. Продолжува текот на денот и за сите они граѓани кои што сакаат дополнително по празниците да се подпишат кај нотар со претходно обезбедено уверение за деловна способност и државјанство не постаро од 6 месеци. Потоа ќе следува постапка за регистрација на субјектот пред надлежниот суд и дополнително упис во централен регистар и ќе се шириме и ќе се разгрануваме низ целата држава. Добро, дали ќе бидете во секој буквално град или ова ќе биде повеќе фокусирано на Скопје, на Куманово, на Охрид? Како ви е стратегијата? Според информациите кои што доаѓаат и барањата од граѓаните, мислам дека ќе поставиме општински организации на територија на цела држава. Вчера видовме полна сала во Скопје, слушнавме Абре Македонче, но не видовме многу препознатливи ликови за нашата политика. Не баравте препознатливи ликови или не сакаа да се приклучат? Од препознатливите видовме што направија. Нам ни треба нова сила, нова енергија, нови луѓе да добијат шанса и да се докажат. Инаку, зошто да трагаме по препознатливи ликови и доколку бидат тука, сигурно нема да бидат тие кои што ќе бидат директно првите репрезенти на нашите политики кои што ќе ги предложиме, а потоа и ќе ги спроведуваме во целина. Не сакавте во првите редови да биде, например, Црвенковски, таа тежина, тој политички габарит да застане за тоа движење? За господинот Црвенковски имам говорено повеќе пати, ќе треба да го прашате него лично, вратата беше отворена за сите вчера. Сите можеа да дојдат, видов многу луѓе, некои седеа од позади во позадина, дури видов и лидери на здруженија пензионерски и така натаму, многу еминентни професори, академици, но сите тие беа во таа сала. Она што е најбитно, имаше една сериозна енергија и убеденост кај присутните луѓе да се создаде тој политички субјект, бидејќи е неминувен да се појави на политичката сцена и да ги преземе одговорностите, да ги решава проблемите во државата, бидејќи еве гледаме секојдневно што ни се случува во државата. Добро, политичките субјекти вообичаено се формираат околу одредена идеологија. Која е идеологијата на вашето движење? Дали е тоа левичарска, десничарска, во центарот некаде? Што ви е идеологијата? Или само Максим Димитриевски и политичка партија? Тама работа Максим не може сам да направи ништо, сепак тоа беше сериозен тим на луѓе кои што имаа своите представувања. Професорката Тодоровска, генералот Павле Арсовски, дополнително имаме представник од младите, но како и да е основната идеологија, како што рековте и сами во песната Абре Македонче лежи токму тука. Нашата основна идеологија се илинденските идеи и преточени во асномските идеи и тоа ќе биде всушност еден континуитет, бидејќи ние на политичката сцена во моментов имаме само класична политичка прагма, менување на страните, менување на позициите, но за жал отсуствува идеологија и затоа Македонија во моментов не само што се наоѓа во идеолошка, туку генерално се наоѓа во сериозна социјекономска криза. Добро, ако можам да толкувам кои беа вашите вчерашни пораки, Бугарија беше секако една од нив, каде што рековте дека не прифаќате бугарски диктати, иако сте за европска Македонија, критикувавте и економски политики, критикувавте и образовни политики, меѓутоа сите тие идеолошки ставови беа многу поблиски до оние на македонската опозиција. Се приклонувате ли повеќе кон тој блок, кон таа десница? Ние не се приклонуваме кон никој, нашите политики се унисони, нашите политики се креативни. Всушност, јас го дадов решението или предлогот како да се надмине овој проблем, потоа беше направен плагијат на едно од моите гостувања, кај што реков дека да, бугарите во уставот, но примена на амандманите веднаш по примање на Македонија со полноправно членство во Европската унија. Укради идејата? Да, дефинитивно, и тоа се потврди дента по гостувањето во една емисија, значи лидерот не ја координиравте можеби како не координиравме, немаме координација со никој, единствената координација ни е координација со граѓаните, со нашите истомисленици, но исто така зборуваме за многу теми. Македонија само одржлива држава, зачувување на природните капацитети и ресурси, конкретно проектот Чеврен, тоа е еден тројански коњ кој што е метнат во моментов да се реализира, тоа се
проекти стратешки за државата кои што треба да бидат реализирани со наши собствени домашни пари, наместо да трошиме пари на проектот Коридорот 8, кој што веќе го имаме малте не изградено преку Косово и треба квалитетно да се конектираме со Косово, а од друга страна веќе градиме еден таков коридор кон Охрид, патот Скопје, Скопје Тетово, Тетово Гостивар, Гостивар Кичево, Кичево Струга, значи зошто паралелен коридор? Кога веќе го имаме, треба добра конекција. Добро, ова беше предмет на прилично жесток одговор од вице-премиерот Фатмир Битичи, кој препозна во ваквите ваши ставови за коридорот 8 и 10, кои велите, дури во разговор со мене во едно интервју рековте, одцртува една линија на голема Албанија, препознава национализам и дури вели не можам да препознам дека тоа е наш социјал-демократ. Господинот Битичи треба да направи разлика што е национализам, а што е шовинизам, и истиот импутира одредени ставови и мислења, но како и да се вратам на суштината, коридорот го нацртаа тие, не го нацртав јас. И погледнете ја скицата и ќе видите. Но суштината е парите од Коридорот 8, кој што е некапитален проект, туку капитален грабеж во државата, да се преусмерат во капиталниот проект Чеврен, но и да се врати на дискусија и на анализа и целиот проект за Вардарска долина, бидејќи тоа е исклучително полезен проект за Македонија. Дополнително да се обезбеди гасификација, како што тоа ние го правиме на локално ниво во Куманово со секундарна гасификациона мрежа, да се гасифицира државата, да се донесе газ до нашиот најголем капацитет за производство на електрична енергија, тоа е рек Битола, бидејќи тој истиот ќе застане. Македонија само одржлива држава. Капацитетите да произведеме доволно храна, да ги наградиме најдобрите земјоделци, да им дадеме стимуланс за уште поголемо производство и дополнително да бидете само одржлива држава. Господ ни дал, природата не создала тука да бидеме на место кај што имаме доволно сонце, доволно земјиште, имаме странски инвеститори кои што може да инвестира со други партии за да може да ги реализират овие кон државата од производството, а не да ја даваме македонската вода на грчкиот партнер кој што со наша вода на наша територија, со наши ресурси и капацитети ќе ни произведува струја и ќе ни ја пласира повторно скапо. Туку тоа треба да биде наша инвестиција на државата која што ќе гарантира одржливост на подолг временски период. Добро, сега сте веќе на вистина на чекор до формирање на политичка партија, веќе тоа вчера наликуваше на сериозна иницијатива. Сигурно веќе размислувате со кого тоа ќе можете овие планови, овие проекти да ги реализирате. Видовме едно намигнување од вашиот довчерашен сопартиец Оливер Спасовски, кој во интервју за 360 непосредно пред овој ден рече дека нема точка во политиката, туку има запирка, алудирајќи на тоа дека не е за секогаш завршена соработката помеѓу вас и СДСМ. Точка, запирка, извечник, што има помеѓу СДСМ и Максим Димитриевски? Јас интерпункцијските знаци кои што ги користам во политиката, кога ќе ги ставам, стојам зад нив, а исто така постапуваат и моите истомисленици. Тоа за мене е завршена работа. Јас заедно со моите истомисленици и со мојот тим продолжуваме понатаму. Ние планираме да се бориме, да ја освоиме власта, а не да се враќаме на минатото. Час поскоро ова актуелна власт и оваа политичка гарнитура или тоа политбиро кое што всушност се приватизира, таа поранешна партија му е, треба час поскоро да си замени од власт, но граѓаните треба да внимаваат и кого всушност ќе стават на таа позиција, бидејќи предолг временски период граѓаните велат црно-бел свет. Ние живееме во црно-сив свет кој што мора да го обоиме и во некои други бои. Верувам дека политичката опција движење Знам за наша Македонија ќе добие апсолутната поддршка од граѓаните на следните парламентарни и председателски избори, кога и да се одржат, а они сега моментално нека се договорат, бидејќи ние не сме парламентарна партија и нема да учествуваме сигурно. Видовме во изминативе денови анкети различни. Мислам, кога велите ќе освоиме нели власта, тоа треба да се базира на некакво истражување на јавното мислење. Вие котирате уште пред да имате политички субјект, тоа сигурно ве охрабрува, меѓутоа сепак котирате со проценти помеѓу 1 и 4, колку што сум видела во анкетите во изминатите месеци. Тоа баш и не ветува дека сами можете да формирате влада со коалицијски партнер од албанскиот блок. Зборувајќи за ова, имате ли капацитети да формирате влада со албански коалиционен партнер? Каква е вашата соработка со партиите од овој блок? Значи, првично да ги искоментирам анкетите кај нас се користат за креирање на јавното, а не за сондирање на јавното мислење, за жал во континуитет.
Ние интензивно работиме анкети на ниво на Сдружение во Куманово и тоа на поголем број примероци на државно ниво и како добро котираме, а сега по формирање на партијата ќе го измериме собствениот рейтинг и тие анкети ќе ги презентираме на сите медиуми секако кога се појави интерес, истите да бидат објавени, да бидат транспарентни, кои што ќе сондираат јавно мнение. Но конечната анкета секогаш се граѓаните на избори. Само ќе се вратам малку наназад во периодот на локалните избори. И тогаш не контиравме на анкети и немаше никаде, па на крајот убедливо победивме и ги победивме сите политички субјекти. Имаше многу анкети кои покажуваа ваше водство уште пред изборите. Јас не зборувам за мојот личен рейтинг, јас зборувам за рейтингот на Сдруженијето. Сдруженијето за наше Куманово убедливо победи во делот на кандидатите на советничката листа, а претходно не фигурираше никаде на ниту една анкета. Свесно одредени поединци и субјекти се обидуваат да го намалат ризикот и опасноста од некој трет на политичкиот простор. Но повеќе од убеден сум дека по сите оние јавувања кои што ги добив денеска, а и сите оние луѓе кои што ги видов вчера со сета онаа енергија, дека сме на вистинскиот пат да ги направиме суштинските и коренитите промени во Македонија на следните парламентарни избори. ВМРО ДПМН вели тестира веќе имиња на 22 кандидати за председател. Вашето име е на таа листа кој што тоа е проверува? добро за нив. Знам дека често ми го проверуваат името, но Максим како Максим не може како поединец да направи ништо. Овде е многу побитен тимот и луѓето кои што ќе се вклучат, инаку нашиот коалиционен капацитет со албанскиот политички репрезент е голем, бидејќи ние веќе имаме подпишана коалиција и на локално ниво која што идеално функционира со представниците на Алијанса Алтернатива Беса и ќе видиме што ќе се случува на изборите, нели се појавија многу нови партии, многу нови. Имате амбиција за председателски кандидат. Оливер Спасовски не негираша, вашето ривалство можеби ќе може да се тестира токму во една таква трка и потврдувате дека сте дел од тие имиња кои што се искрен да ставени пред граѓаните на анкета. Искрен да бидам, не доживувам ривалство воопшто тука, ниту пак политиката ја доживувам како лична работа. На крајот на краиштата ќе се произнесат органите и телата, ќе се направат анализи и сондажи. Секој оној кој што ќе ужива најголем и највисок рейтинг во јавноста секако ќе добие можност да биде истакнат како кандидат на нашето движење. Максим Димитриевски во тема на денот, ви благодарам за